Децата од Македонија повеќе седат на интернет отколку своите врсници од Западна Европа, покажуваат последните истражувања на невладиниот сектор. Според нив, македонските родители тешко можат да се справат во борбата што се води против IT технологијата. Максимум 2 часа користење интернет во денот е сосема доволно. Има различни истражувања што некои велат половина час, некои велат дури до 2 часа дневно е во ред. Лично според мене, значи самиот родител треба да си оцени дали половина час е доволно или 2 часа се премногу, но сепак треба да се ограничи тоа користење и на мобилни телефони и на таблети. Доста често е денес за самите, особено од помала возраст, самите бебиња, да им се пушта музика на телефон или на таблети и со тоа да се успиваат, па се остава во креветот заедно со малото бебе. И нормално, значи, има штетни влијанија, зрачења кои што штетат и на самото бебе, на неговиот организам, на неговото ментално развивање. Постојаното седење пред компјутер може да предизвика сериозни здравствени, но и психолошки пореметувања, како што се проблеми со видот и скривување на рабетниот столб. Кај голем дел од децата од предучилишна возраст се појавува забавување на говорот, а некои деца покажуваат и знаци на псевдоаутизам. Постојат повеќе научни истражувања кои во последно време го потврдуваат токму користењето на овие технологии дека влијат на забавување на говорот и многу често децата на 3 или 4 годишна возраст дури покажуваат знаци на псевдоаутизам, кој личи нели на аутистично однесување на едно детенце на оваа возраст и затоа на оваа родителница ќе дадеме и некои совети на родителите, па и на воспитувачите, на луѓето што се во нивното окружување, како да ги надминеме тие проблеми и како да работат за нивно разрешување. Постојаното играње видеоигри се причини за зголемениот процент на деца кои имаат проблеми со дебелината. Според истражувањата, децата во Македонија се втори по дебелина во Европа, а најголем број на дебели деца се јавуваат во 3-то и 7-то одделение.